Секогаш се трудам да го постигнам најдобриот резултат со расположливите средства. Се трудам да се приспособам на секоја ситуација и да го извлечам максимумот. Ова е мотото на 28-годишниот Филип Канчев, дипломиран енолог и тотален влюбеник во винската магија. Кои се почетничките предизвици? За почеток е битно да се каже дека винарската опремата за винарска визба е доста скапа и ние веќе неколку години купуваме постепено опрема и се уште немаме целата опрема што ни е потребна за производство, но се трудиме да го извлечеме максимумот со тоа што веќе го имаме на располагање. Значи, измислуваме иновации, начини како да го постигнеме тоа што би било постигнато доколку би имале подобра опрема, но сега за сега успеваме да, мислам, нашите потрошувачи сведочат за квалитетот на нашето вино и мислам дека успеваме и со опремата што досега имаме да извадиме добри производи. Да, веќе ќе се навратам на твоето мото, има ефект. Да, има ефект, затоа сведочи и еве ризлингот од реколта 2021 произведовме околу 2 тона, а моментално имаме околу 80 на шишиња, што значи дека потрошувачите го прифатиле и веќе го испија. Вината од реколта 2022 лично за мене сметам дека се подобри и очекуваме уште подобар одзив на пазарот. Винериите се во мода, но нивната, односно семејната винерија Киево е една од повеќето во овој дел од регионот. Некој би рекол, можеби на мало место, еве околу Штип, односно на мала концентрација на регион, се неколку винерии. Се плашите ли од конкуренција? Па не се плашиме од конкуренција. Моментално ситуацијата ме радува што семејните винари се повеќе и повеќе се шират. Ние меѓусебно не сме си конкуренција, бидејќи произведуваме мали количини од сопствени лозови насади најчесто и сите имаме сопствени сорти карактеристични за нивниот регион. Затоа сите имаме различни вина и сите се убави на посебен начин, на свој начин. Затоа не ги сметам за конкуренција. Винарија Киево располага со 3 парцели сопствени лозови насади. Тие се насадени 2009 и 2012 година. И од тие 3 парцели ние добиваме различни грозје со различен квалитет и квантитет, па затоа имаме отворени раце да експериментираме, да правиме купажи помеѓу тие две или три парцели или конкретно само од една парцела. Значи имаме отворени раце за игра. Имаат 70 декари лозје во аторот на Горни Балван и Трогерци и сето тоа го обработуваат сами. Лозјето е тешка, би рекле многу тешка работа, а тие помеѓу пат во странство и сигурни пари одбрале тешка работа и неизвестност. Мојата фамилија со земјоделство се занимава повеќе од 30 години, а последните 2 години исклучиво само екзистираме само од земјоделство. Да, многу непредвидлива работа е, бидејќи е фабрика на отворено. Една временска непогода може да значи крај за целото производство, но тоа е ризик со кој што се нафаќаме да живееме, бидејќи на крајот на денот да имаш собствен финален производ, како што ние имаме, еве сега камберот, кој е наша најголема гордост, да го отвориш, да го споделиш со некој е неизмерно задоволство и сметам дека тоа само по себе тоа е успех. Ти си млад и амбициозен човек. Колку амбициозноста е фактор во зголемување на квалитетот на она што го работиш? Па да, за ваква работа мора да бидеш многу амбициозен, тврдоглав и упорен, бидејќи има многу непредвидливи работи. Мислам, јас се соочив од кога регистриравме визбата, се соочив со некои работи што претходно никогаш немав контакт, но морав брзо да ги научам и брзо да се адаптирам на тие работи. Затоа освен ако немате вистинска желба и амбиција за нешто вакво, немојте да пробувате да го работите, бидејќи навистина знае да биде заморно и ако не го работите тоа со кеф, со задоволство, нема да може да просперира. Што е новото што се внесува?
колку тоа помага титуларот дипломиран енолог и дали неговите ги прифаќаат знењата и експерименти и на крај одлуката кој вкус да му се даде на виното. Тоа што сум дипломиран енолог за почеток значи дека и сум имал добра основа за производство на вино, но подоцна имав шанса да работам во една поголема визба каде што стекнав уште поголеми знаења и на крај сега во производството во нашата визба моите насоки се слушаат, но често и татко ми знае да импровизира и да вметне некоја негова иновација во производството, што тежнеат кон традиционалните начини на производство. Некогаш тие се прифаќаат, некогаш се отфрлаат, но еве, некој склоп на традиционалното и школското на новото, мислам дека доведува до овој резултат што го имаме сега, сметаме дека е добар. Филип има 28 години, а во ова работа е 20 години. На кое ниво е неговата винерија, колку вино произведува, од кои сорти грозје и како оди продажбата? Винарија Киево има капацитет 17.000 литри, моментално има 3 етикети, 3 различни вина. Освен овие податоци што ги слушнавме за винеријата Киево, дали контактите се исто така пресудниот фактор за зголемувањето на квалитетот, производството, новите експериментирања, новините кои што постојано сакате да ги внесувате? Дали Киево е присутно на сајми од меѓународен тип? Што велат пријателите од вон македонската граница? Ги пробале ли вината на Киево? Па да, винарија Киево, иако е лоцирана во Долни Балван, ние постојано имаме посети како од наши, така и од странски посетители, кои го имаат пробано виното и секогаш се многу задоволни, па дури и некои луѓе сметаат дека е подобро од државите од кои што доаѓаат, како Италија, Швајцарија, и затоа сметам дека не сме добри само за овој пазар, туку имаме потенцијал и за извоз. Секако дека присуствуваме на сајми, таму тоа ни е многу битно, бидејќи сакаме да гледаме како се развиваат другите винари, што прават, кои се трендовите, бидејќи сакаме да бидеме и ние во тек со трендовите. Позната е старата поговорка дека во виното е вистината. Во што е вистината во работата на Киево? Јас би рекол дека успехот на Киево се должи на макотрпна работа, долга работа во текот на целата година, многу трпение и нашиот вински регион кој сам по себе може да обезбеди многу добро грозје кое подоцна станува добро вино. Без многу работа во визбата добиваме добро вино поради тоа што имаме добро вино гори.